Нова недела, нова потрага. Денес нашата приказна не носи во облешево. Од тука доаѓа Антонио, млад талент со само 16 години. Има исклучителна страст кон готвењето и уште поголема желба за успех. Со посветеност, енергија и креативност, тој докажува дека годините не се пречка кога сонот е силен. Дали неговото јадење ќе успее да остави силен впечаток кај жирито? Останете со нас и дознајте. Здраво, јас сум Горан Димишков, таткото на Антонио Филевски. Јас сум Јулија, мајката на Антонио. Здраво, јас сум Матеј и сум брат на Антонио. Јас сум Антонио Филевски, учам во средното угостителско училиште во Штип. Имам 16 години и највеќе ме инспирира тоа што можам да креирам и што имам голема слобода. А тој е горд и молчелив. Трудолюбивост, мислам дека и послушност пак, секако. А трудолюбив, највеќе. Според мене, трудолюбив. Па од мали нозе сум во кујната, гледам како мајка ми и татко ми готват и така природно си дојде тоа. Изненадува со рецепти. Како мал има доста некои изненадувања кога се вратиш од работа. Намирници натаму, наваму, али во секој случај на крајот изчисте и се како што треба. Па сигурно некако мене, после мојата џунгла, мислам ни Вардар не може да изчисти. Но беше мал и имен да на брат му и вика, мајка ќе прави нешто благо. Вика, шо? Вика, црнец без јајца. И сам, значи рецептот од до го спремивме, мислам со помош на мене и мислам дека беше превкусно. Највеќе сакам да готвам паста. Тој на мене ми има направено паста, карбонара, кој јас многу ја обожавам. Значи тоа е највкусното јадење што го имам јадено од него. Паста, некоја пилешко и нешто благо. За победа треба да се потруди, а битно е да се учествува, мислам. Си одам дома и тој ми вели, тато направив еден специјалитет што го видов на телевизија. Јајде да пробаме. А нема, го изедов. Има шанса да победи ако се потруди и сепак е мал, али мислам дека би може. Му давам ветер во грб. Тој е уште мал, али 16 години, мислам дека нема доволно искуство, али сепак вреди да проба. Здраво, добар ден гледачи. Уште една убава авантура. Авантурите на Марк во потрага на млади таленти. Младите таленти, како сегаш го кажувам, се во цела Македонија. Не само во Македонија и надвор од Македонија, ама поентата од авантурите е да го најдеме во Македонија. Денеска сме во околината од Штип, Кочани, така меѓу убавиот регионот од Орис, регионот од пуно убави јадења и све. Го имавме чуено нашиот учесник денес, Антонио, ги слушавме мајката, таткото, брат. Само убави зборови. Се надевам оти товие убави зборови ќе го носат напред. Сега доаѓа моментот да он малку да се покаже, да ми го покаже јадењето што го сготви за мене. Се надевам оти ќе биде убаво, ќе биде на ниво. Што мислите? Да го видиме сега? Ајде. Антонио, здраво. Добар ден, Антонио. Добар ден. Ау. Прво, многу убаво мириса. Што ми изготви денес? Објасни ми малку што имаме во тајнирот. Свински медальони. Свински медальони. Сос прво ставив кромит. Добро. Прво го пропржи. Да, месото. медальоните ги пропржив. Добро. Ги ставив на страна, во истата маснотија ставив кромит, го пропржив, му додадов малку лукчи, печурки, се пропржија малку, потоа додадов 150 мл вино. Бело вино? Бело вино. Малку се пропржи, една лажица сенф му додадов. Добро.
го оставив да се крчка малку и го додадов сладка солена павлака. Крем павлака. Да. Крем павлака. Таман, ја многу ја сакам крем павлака. Ја обожавам. Јадење без сос за мене Да. не е јадење. Океј, по тоа имаме убав пире. Гледам пире. Пире? Пире. Океј, компири? Да. Обавезно, па се Домашно. надевам, може да се прави во порав, ама мислам ти го направи Домашно, со да. свежи компири. Добро. Очекував ориз, ама иде. Регионот тоа, ама зошто да не се направи пире? Ајде да го пробаме овој пире прво со млад кромит. Се осеќа малку лукот. Не само тие лукот од сосот што ми доаѓа. Имам ставено малку лук во пирето. И во пирето. Ме гледаш? Немаше само млад кромит. Браво. Многу ми се допаѓа. Месото. Гледам помало парче. Исто со малку пире. Млеко. Сосот многу убаво. Мене, јас овсем, сакам малку повеќе сос. Да има повеќе сос, да биде малку посочно, потечно. Овде малку фали. Има сос тоа. Се осеќа печурките, се осеќа све, семфот се осеќа, има малку повеќе од семфот. Да. Семфот се осеќа, да ти кажам право, убаво е, многу убаво е. Да. Колку време го готвеше ова? Па околу 45 минути. Ти ова за 20 минути? Не може. Малку тешко, а? Убаво. Ми се допаѓа. Оти? Те тера на уште. На вистина. Сега, дали си спремен да дојдиш во мојата кујна, а да ме готвиш за 20 минути? Оти овде ми го направи за 40 минути. Дали ќе успееш за 20 минути да ми направиш нешто убаво, нешто вау, ќе ме изненадиш со неколку наминици што ќе ти ги ставам во една кутија и да ми направиш едно убаво јадење за 20 минути. Ќе пробам. Ќе пробаш или ќе се трудиш? Па ќе се потрудам. Што ќе прави? Мислите ти ќе се снајде? Ова беше убаво. Се надевам, оти, кога ќе дојдиш во мојата кујна, ќе ме изненадиш, па ќе не изненадиш мене и сите гледачи за 20 минути да ми направиш нешто преубаво. А ние се гледаме, јас продолжувам, ама се гледаме во мојата кујна. Здраво, добар ден гледачи. Уште една емисија од авантурите на Марк. На потрага, во потрага на млади таленти. Таленти, како сегаш кажувам, има во цела Македонија. И не само во Македонија, ама ние се трудиме да ги најдиме најдобрите млади во Македонија. До сега, сите што дојдо овде, има што успеа, има што не успеа, што имале трема, што немале трема и све, ама сите направиле едно јадење што ги покажуваше, што ги представуваше. И на вистина, голем дел од нив беа преубави. Денеска во таа задача, треба да оценуваме. Имам еден пријател од Фат Кичен, го знаете Фат Кичен? Фат Цацко. Ние двајцата Фат, ќе оценуваме. Ајде, дојди ми овде, Цацко. Добар ден, месио Цацко. Бонжур, месио. Како си? Одличен. Многу сакам. Човекот е секогаш насмеан. Нема понасмеан од тебе. Се трудим. Ние мислам дека кога остариме, јас остарев, ама ќе имаме брчки, така, знаеш. Дај Боже тука да идат брчките на тука. Ете така, точно така. Да го викнеме Антонио, што мислиш? Спремен си за оценување и свети? Како не? Да? Антонио, те молам, дојди кај нас. Здраво. Добар ден, Антонио. Здраво. Како е месио Антонио? Месио, 16 години, месио, но е дечко, ама иде. Знаеш што ти имаш кутија тука? Во кутијата имаш неколку наминици, ти направив не да имам неколку наминици за да се ги готвиш.
Пред се, ке го облечиме. Па мора. И да се поздравиме и да се заблагодариме на нашите подржувачи од емисијата. Повели, прво една убава престилка за тебе. Гледај како си преубав. Ќе ставиме и капата. Оти шеф. Мал шеф. Почетник шеф. Без капа не оди. Имаме минимум игиена што мораме да почитуваме во кујната, па ќе ти прашам, сакаш да работиш ракавици? Јас не ги почитам, ако сакаш, слободно можеш. Не мора. Не, добро. Нашите подржувачи, имаме президент, Сарајева Стекаус, Унибанка, Алпско, Кристал, Нептун, Беко и Фармер Бој и Андреја за месото што го готвиме секогаш во емисиите. Фала многу за нив, без нив ништо не правиме. Фала уште на вас. А ти? Сега ќе почнеме. Имаш кутија? Повели. И? Ја мислам дека има добар предизвик пред него. Имам добар предизвик. Ги изберевме на мините за со стојките заедно. Познати, мислам дека него ќе му бидат доста познати, меѓутоа може да се направи многу убава комбинација. Точно. Тоа е крем павлака. Овај кускус. Да. Кинеска зелка. Тоа може и топло, и ладно да се употреби. Трупка. Ја почнуваш да гледам оти семења во боја. Ја ги гледам на миниците и почна да биде тешко. Ајде, дај ми ја кутијата, јас ќе ставам страна остану да. Вала. Како убаво парче месо имаме. Браво. Андреја секогаш не изненадува. Ова е парчето од каре без коска. Имаш печка, имаш шпоред напред, назад. Све што ти треба, кажи. Па, може да почнем. Одлучи да биде спремен. 15 секунди. Вала. Почнува. Миси ги раците. Да, браво. Имаме 1. 0. Одиме. Почнуваме да готвиме. Ајде, Антонио, работната маса е твоја. Кујната е твоја. И кујната е твоја и тука сме за тебе. Ако нешто имаш нејасно, слободно праше, бидејќи не е пријатно да се праша. Точно. Не. О, може, слободно, супер. Фала ми. Фала ти мојот асистент. Треба неколку пати да го покажиме, да луѓето да гледат оти. Не лажиме. Ние сме во 20 минути точно, искрено, така треба. Ако ти треба малку појачено, што ти треба? Ова е мало, поголемо. Да го појачиме? Кој? Поголемиот? Ето е... Овде, ете така, тој горе. Вала. Па ќе кажам да не забораваш, имаш печка на располагање, уклучена. Подебеле парчето, повеќе време му треба за печење. Ти кажа фотоножите? Сечата. Тањерче да се става ствари што нема. Да, може, нека си го менаџира тоа, не можеме да. Не, ако сме позади, знаеш, више, да, знам, и ја многу пати ми е... Тоа е вика професионална деформација. Што до дома што ја применуваме, тоа што може да ни избркаат од дома заради таква. Па да. Неколку пати со сопругата. Ајде. Мислам, не разбирам јас. Ајде. Бегај малку, остајаме, ајде. Имаме огромна куќа, ама мора да бидиме двајца во метар квадрат. Те молам, кога готвиш, да имаш некој така залепен до тебе. Тешка работа. Затоа јас го разбирам, јас да бидиме така толку блиску од него, му правиме малку повеќе трема и све, ама окей, ајде, мора да бидиме тука. Да. Слободно, ќе оставам малку по-јако мислам. Така, максимално. Ќе се пече. Тоа е Витор керамика се знае, оти му треба време. Повели? Само да ти советувам така. Јас тоа го научи шефот, еден од моите омилени шефови, Игор. Например, вака припреми правиш и секогаш трче фрли ѓубре, века ќе се направи си една канта. Тебе едновремено
Едно за чисто, едно за ѓубре и нема да трчаш лево десно, за тие 15 секунди што ги губиш, 15 по 15 по 15. Точно така. Да. Не, навистина имаш право. И тоа е, пак ќе кажам, треба да се организираш. Лесно е. Кујна мора да правиш само еден чекор за да се снајдиш. Еден чекор напред, еден чекор назад, еден чекор таа страна, за да земиш нешто, за да миеш нешто, све треба да ти види на еден чекор максимум. Е ова, таман. Кујната ја направивме за да биде практична. Само се вртиш. Да, тоа е. Навистина на крај на денот се сврти од сите страни, но тоа е тоа. Јас секогаш кога сум бил во поголеми кујни сум имал проблем, бидејќи светот е далеко. Кога си во помала кујна и баш като со колегите си тука еден до друг, Точно. хемија има. Ама треба да имаш, да се слагаш со Нормално. колегите. Ама буди добро Треба да се секој да прави. си го има својот место, И добро си да го се работи, правиш. так, ти треба нешто, так, го земаш, го додаваш, знаеш, треба да има Јас секогаш тимска работа, да. Секогаш на моите во кујна им кажувам комуницирајте. Да. Разговарајте, правете муабет, кажувај што правиш, што ти треба. Точно. Сите сме тука заедно еден тим, а не сме Сите работиме за истото, да. за да биде полесно на крај. Да. Си дозволувам малку така да те Убаво не се убави парчиња месо, а? Убави направи. Миньонет, миньон. Тоа се повеќе миньон. Миньонет се помали, ова се миньон. Миньон de porc en français. По македонски не знам како да ги... Сега не се минионс. Миньонс, да, миньон. Како се кажува така мали парчиња месо по македонски? Котлетчиња, котлети. Котлетиња се со коска. Да. Ова се без коска. Да. Дали има посебен збор? По француски има посебни зборови за светова. Да. Може да ги измислиме ние. Миньон de porc. За сега му оди добро, но се уште не можам да го одгатнам финалниот специјалитет. А и времето полекано сигурно одминува. Нека. Што ти советив? Ако не ти треба, директно ставаш во редна, он сам се пече, може да поминеш на друго. Да не биди полесно, да не ти биди во нозе или во раце, да кажеме. Ова, вода, Ја најле. топли вода, Зеленчукова. вода имаш во чешмата колку сакаш. Чешмата е полна со вода. И тоа ќе ти биде доволно. Ајде. Тоа ти дадов една коцка да ти види за во водата, за да има вкус во кускусот. Вкус во кускус. На вистина? Зеленчукова? Да, или е- зеленчук. Неутрална зеленчук само, да има вкус на бујонот. На вистина, за жал, во Македонија не е многу уште познато кускусот. Се употребува текот на годините. Имав прилика и во наредни емисии све тоа да го покажам како се прави кускусот и све. Може се прави убави салати, може се прави убави гарнир. Ренде. Јас имам ова ренде, ако сакаш, повели, или ова како мандолина. Што сакаш да направиш? Што сакаш да направиш точно? Да го изрендаш морковче. Трупката и морков. Морковот можеш, по крупното ќе можеш, слободно. Да. Имавме на мени, Пази, ти сече многу ова, да. Да. на мени имавме баш салата со кускус. Со кускус, е па. Кускус туна, еден зелен сос кој што го правевме со коријандер, авокадо, лајмче, малце. Ориентални вкусови, така, да, супер. Да. Ова доаѓа од семот ориенталната кујна. Турската кујна се употреба кускус во Либан. Да. Либан се прави многу кускус, тој табуле. Табуле, да. Табуле. Табуле. Табуле, тоа е преубаво. Или го нешто. сакаш или не го сакаш. Јас го правам табулето, го правам со нане, со босилек, така го мешам, Да. му ставам краставица Јоко. внатре, му ставам, пуно ствари. Знаеш, на крај имаш, експлозија од вкусови, така различни во устата, многу добро. Океј? Заврши со тоа? Сакаш да го мешаш? Ако сакаш да го... Што, и турката сакаш да рендаш?
Како сакаш. Само да ти кажам, оти времето поминува, 12 минути 12 ти останува. Остави. Нека Това... Што ќе преш од тугата? Што ќе правиме сега? Наидовме на слепа улица. Што ти беше идејата? Ајде, продолжи во твојата Или идеја. сакаш да направиш? Марко, да ми си, како да ми Сакаш си да го изгубен. искористиш како салата или сакаш да го сготвиш? Па да го сготвам, Да го сготвиш, ќе ти треба тава, ќе ти треба да го мешаш. Може да го мешаш двете заедно, може да ги пропржиш или можеш да ги ставиш живи во кускусот. Има многу различни можности. За жал, не сакам да ти кажам, ама ако ти кажуваме, ќе преме разлика со другите учесници и ама пак ќе кажам, Никогаш не сум ја искористил ја за салата трупката, а многу добро. многу добро е. Да. Знаеш како вкус има посебен така кој е. Многу често ги избегнуваме овие зеленчуци и во маркетите и на пазар погониме, бидејќи не сме имале прилика и многу да гледаме како потребиме. се готват и како се употребуваат. Ама Точно. ети супер баш што баш гледав и во другите емисии потребуваат Да, трупка. трупка, како цвекло, такви ствари. Да. Мора да се научат да употребат малку други состојки од сем. Брокулата беше едно време секаде има брокула. А сега моментално Таа излезе златна мешавина. Да, брокулата е најздравиот зеленчук на планетата Земја. Се кажува, а знаеш, сите го фрлат стеблото. Јас го користам. Јас го користам. Браво. Ти стеблото го има уште повеќе уште само да го И излупиш малку. листовите исто го ги Супер. користам некогаш во салата. Точно така. Совет може? Месото да го ставиш во печката? За да имаш место? Браво. Преврти го, да? Така. Браво. Браво. Да, таман си фати боја, така треба. Одлично. Супер. Океј. Во печката, директно, стај го во печка. Уште 10 минути ти остануваат. Одлично. Таман е толку му треба за да се... Кускусот во садна страна, Што ќе правиме сега? Наидовме на слепа улица. земи го земното. Така. Вуаля. Бујонот. да оставам право... Да, директно во вода. Мора, тоа не е нешто што да. Друго е пред камера, го разбирам, и тремата си ја... Секоја чест за него, секоја чест за него, да. Да. Чиста десетка. Да. Ама хабоста, Тоа ќе го направи подобар. да, точно така. Знаеш, ти многу се плашат да доаѓаат во емисијата. Се плашат, знам. Многу, Знам дека се многу, плашат, меѓутоа... многу се плашат. Затоа секоја чест за него, Да. за неговите години и се тоа што ги има, да дојде овде да се покаже, секоја чест. Не можеш целата да ја Не мора целото, да. Не. Ставај. Ставај уште. Ставај. Така. Толку ти ги биде доволно. Може. Измешај убаво. Како ти кажав, ова се става вода и се покрие 1 сантим плюс над количината. Супер. Таман, доста ти е. Тоа можеш позади да си го ставиш, Да. да не ти смета. Да не го фрлиш. Ти го потребиме за Бујон, ја секогаш добро дојде. Не го мешај, само така. Остави го на страна таму, он сам ќе се вари. Само. Тоа е нешто најлесно. Ќе видиш изнаденен ти. Оти навистина, го стави, он сам се пре, сам се готви. Оставам ти во тава ќе ти биде полесно. Ама како сакаш, што сакаш да му направиш ова? Треба да попржи сосче да му направи. За сосот да го На направам. сосот, добро. Да не забораваш што ти имаш бујон позади, а? Да ќе ти додаде вкус плюс. Крем имаш тука? Крем павлака? Што ти треба? Малку путер. Путер. Добро. Повели. Ти остануваат уште 7,5 минути. Времето се намалува. Пази остри. Ти треба уште трупката?
Не. Ти треба истиот уште момент истото го кинеската зелка? Во истиот момент истото го помниш. Да, малку му смета, знаеш, секој ќе кажу треба да има место каде се работи. Ова не ти треба. Валя. Што останува? Тука позади не ти смета. Слободно, лажица имаш, Имаш малце масло, ако ти имаш треба. масливо масло, имаш Обично. сончоглед. Таму ќе го правиш сосот или зеленчукот? Сосот. Зеленчукот, извини. Ајде. Ќе го мислам дека ќе го пропржи, па ќе му стави од сосот. Тука сме уште 6 минути. Да, уште 6,5 минути, ајде. Имаш време без да имаш време. Чисто така да ти кажам. Со кинеската зрка, што имаш идеја да направиш? А? Чисто прашање така, што сакаш да правиш со кинеската зрка? Кинеската зрка можеш да пржиш, можеш да правиш како салата, можеш на многу начини да правиш. Можеш да вариш, можеш све да правиш со кинеската зрка. Кинеската зрка е многу лесна, ефтина на пазарот, на вистина, Да. и може секаде да се употреби. Многу во вкус има и може од почеток до крај да се употреби. Тоа е нешто многу лесно и економично. Да. Во последно време се ставив на некоја диета. И толку многу зелка изедов во овие последниве 15 дена. Да. Ама не, убаво ми е. Да, зрката те прави да се мочиш, да мочиш. Да. Од тоа е. Од тоа е, да. Ја мислев до годините. Бубрезите. И годините прават, ама. Не, бубрезите работат, да ги чисти, да, точно така. Бубрезите ги чисти, да. Што ти беше чудо? Ама и јауспугот работи. Тоа е одлично. Јауспугот работи, ама да не... А? Јауспугот работи. Можеш да го мешаш тоа и со тој зеленчук. Не е никаков проблем, можеш да правиш мешавина од зеленчук. Што ќе ти оди, зошто да не? Чисто така, едно совет. Да, првите листови така супер. Одлично. Е така, само тоа. Браво. Таман. Да, ставај ги, може. Може. Да, супер. Остава појачен. Не, добре, така. Мислам ти е на 9 е, да, супер е. Одлично е. Гледаш, што ти кажав? Ускусот е спремен. Да. Само една забелешка до сега. Немаш ништо никаде ставено, ни сол, ни бибер. Чисто така да знаеш, што ти ништо не е солено, ни зачинето, да кажеме. Ова ти е солт. Па добро, секој совет е добре дојден. Сосот? Што ќе правиш како сос? Чисто така. Вуаля. 3 минути и 40 секунди, месио. Ај. Тоа Се, да, ме при крај е времето. Да. Зеленчукот не му треба голема обработка, термичка обработка, да. На кинески начин. Да. Одиме на кинески начин, ориентален начин, македонски начин. Све по нешто. Ова не ти треба више? Не. Сос? Зеленчукот може да го ставиш на страна, мислам ти е добар. Да. Таа уклучена, ма изгаси. За тоа да видам дали... Стај го таму. Ова го гасиме, ова го намалиме малку. Ке направиш сос сега. Што ти треба? Да направиш сос? Ото. Овде. Ајде, имаш бујон позади? Што ти останува?
2 минути и 30. Ајде, малку тензија. При крајот малку повеќе тензија никогаш не е на одмет. Пази месото. Не може да земиш тавата така, те молам. Овде. Ова е, чекај. Ке те замолам, ако сакаш да си ги залепиш раците на тавата, нема проблем. Чекај, треба да доснимаме, после снимање. Океј? Браво. Земи го сокот? Да, точно така. Држи ги месото и Пази, жешко ти е тоа, да не го фаќа. Што сакаш да правиш? Кажи. Да го тргнам месото на Стај го на еден тањер. Земи тањер, стај го месото. Треба да правиш 2 порции. Месото можеш директно да го ставиш на тањер. Ајде. Тука, 2 парчиња тука, 2 парчиња таму, така ти се спремни. Така. Ајде. Океј. Пази рачката уште еднаш, да ти кажеме чисто така. Со крпа. Со крпа. Океј. да го искористам ово за Кој може да го користи, ма везно. Кој ќе го фрли тоа е навистина. Фонче. И можеш уште глеј, што можам да ти кажам? Уште ова да му ставиш малку вака, и ајде. Пази крпа. Извади го убаво и додај го. Така. Оти не знам дали знаеш, што ти на тавата све што е залепено, тоа дава најповеќе вкус на сосот. Уште 30 секунди. Хеј, При крај? Добро. да и не. Уште сервирање. Сосот треба да го заврши. Ајде. Ке ти биде многу течно. Да, стави се директно. Извини што си дозволувам, ама не знам дали памтиш што ти кажав кога ми готвеше? Што ти кажав? Да има сос, да биде течно, да не биде, така. Што? Сакаш нешто гарнир, босилек, има кари, има паприка, има све, жафран, све може да ставаш во сосот, да ти биде малку така. Имаш овде помина времето, нема веза. Полека. Ајде. На крај. За жал, времето помина. Ама, на добар пат е. Тоа е лук, чешњак. Па факт е дека тремата пред камера секогаш си го прави своето. Може од влажноста да чекај. Да. Може од влажноста и не па тоа е. Сега може да го употребиш. Му даваме 1 минута плюс. При крај. Така. Океј? Одиме на сервирање. Чисто да разоври сосот и ти е спремна. Мислам ти сосот е океј. Ако, добро, го разбирам притисокот што го има, ама Тоа е тоа, знаеш. има интересна идеја. Пак ќе кажам, намирници што се дадени од почеток се добри, лесни намирници, што можеш за 20 минути да ги приготвиш, малку трема, малку тоа све. Не е лесно. На сите им кажувам оти 20 минути се многу кратки. На вистина. Ама секоја чест за храброста, што сакаше да се покаже и да покаже неговите вештини. Добро, ставај. Сервирај. Чекај. Само да те замолам да се чисти. Да, ти разчистим. Да. Така. Секогаш во кујна се бара минимална игиена. И мора работното место да биде секогаш Чисто. вуаля. И полесно ќе работиш. И полесно ќе работиш, точно така. Стави си ги тањерите тука и сервирај си ги. Вуаля. Океј. 50% од тањерот Да. дава, како да кажам,
убавина на свет, за да се окото, да. Не, супер е. Состај, одлично. Да. Добре, прима совет, тоа е најбитно. Не е Свет. тврдоглав, тоа е многу битно во кујната, да примаш совети и да слушаш што ти зборуваат поискусните и да немаш голема его. О, како кажа? А? Его? Его. Кој е тој? А? Еден друга. Кој е тој? Его? Вау. Тоа е збор што... Сервирај, све. Сервирај се. Све. Да. Така помина тоа е времето. Го заврши рецептот, само сервирај. Да. Стави. Блокира малку, така, знаеш. Да. Трема. Како не. Сега види, ти стоиш покрај него. Да се свртиме. Па сега и ти мора да ги Да се свртиме, да се свртиме, да не го гледаме. Да се заврши работата. Од мене нема гајле. Да, добро. А тоа е малку чудно сервирање. Океј, дошо да не. Па да. Као снекче. Тоа прв пат кога го употребувам кускус над месото, тоа повеќе како гарнир, како да. Ама зошто да не? Да, А да? Зошто да не? Добро. Мене ми одговарало што го прави бидејќи сум на диета. На диета, ама јас ќе го јадам месото, ти кој јади зеленчукот тогаш. А? Така ќе правиме. Не, диетата ми е месо и зеленчук. И така едно момент сопругата ни кажеше све можеш да јадиш, колку сакаш месо, колку сакаш зеленчук. Ама компири, а не? Нема компири, нема морков. Нема компири, нема ништо, да. Добро, окей. Многу зелка. Епа. Многу зелка. Многу зелка. Добро. Ајде сега уште, што фали? Сосот. Ги потреби сите намирници. Можеме да правиме еден аплауз до сега на вистина. А? Сега овде позади во. Чекај, ја на крај беле ги направи. Ништо. Вуаля. Воред, времето истече, но ова изгледа на вистина примамливо. Си заврши малку над времето, дозволено, ама тоа е тоа. Браво. Цаци, Супер, одлично. Цацко, се спремаш? Да. Знаеш Не што сум ќе- ни доручкуван. Знаеш што ќе правиме сега? Сега ќе оценуваме. Ќе оценуваме. Ќе пробуваме и ќе оценуваме сега. Ма гледам ти сосот и се тоа убаво изгледа. Добро, да. Заврши? Да. Подобро се осеќаш? Па подобро. Задоволен си? Па и не многу, но Имам само едно прашање. Што Ајде. би променил сега? Што би направил поразлично? Сега од кога веќе го сготви? кускусот би го ставил на страна. Тоа е сервирањето на него при подготовката, дали нешто би променил? Не, одлично, така и треба. Остануваме тука, се враќаме после оценувањето. Чекај, се враќаме после, сега ќе оценуваме. Ајде, се гледаме на кратко. Епа, Цацко, а? Сме на добриот, на најубавиот дел сега. Знаеш, сега ќе пробаме убавината што ни готвеше денес Антонио. Антонио, чекаме твојот тањир да ни покажеш и да ни објасниш. Да. Тука. Фала ти многу. Објасни ми сега како беше процесот. Го видовме, ама сакам од тебе да слушам што ти беше идејата, дали идејата што имаш од почеток ја има во тањирот или Свинско филе, малку подпржено на путер и маслинов зејтин. Потоа го додадовме во рерната. Зеленчукот го пропрживме. го рендаше трупка, рендаше морков и ситно сецкано Сецкана кинеска зелка. зелка.
Пропржено? На путер исто беше? Да. Знаеш што, Цацко? Ајде, Ајде. Може да се вратиш во кујната, ние продолжуваме сега со пробањето, со оценувањето и све. Но, Океј. и јудушки, Да. Внатре е окей. Вкусно е. Ама? Сол, бибер, како кажав, не? Окей е. Знаеш што ти е лимит. Да. Од што фали. Ама окей. Гарнирот. И се свиѓа за речи. Да, убаво е. И сосот е убав. На вистина, комбинацијата од трупката со морковот Да. и со кинеската зелка, Супер. на убав вкус, а? Да. Не доминира ништо, Не. искомбинира убаво. Ми се допаѓа исто така дека користеше доста путер. Путерот дава еден посебен шмек при готвење и ми се допаѓа дека знаеше дека треба да ставиш малце масло покрај путерот за да не изгоре путерот. Тоа е Убаво е. Убаво е. Да. одлично. Можеше да биде и поубаво, ама убаво е. Вкусот е одличен. Да. Зеленчукот ти е вкусен. Да. Нема ништо Не. преготвено, Не. нема ништо. Значи тука е само му фалат уште ја мислам да беше солен стек, Месото ќе беше топ. ќе беше перфектно. Ајде. Одиме на вкус? На вкус. Вкус. Ајде. Да, ма може, ама гледај убаво, а? Ајде. Другата страна мисля дека. Од мене ќе имаш 4. Повеќе од това не можам да дадам, ти на вистина фали сол, фали неколку плюс вкусови и све, ама е окей. Е над, кажи ме, просечно, Да. 2,5-3, си на 4, си на добар пат. Окей е, ама може подобро. Како и секогаш. И ти? Да. И ти 4. Четворка давам јас само заради солта. Иначе обидот е добро екзекутиран, односно добро се справи со состојките. И ако имаше трема, нормално е тоа, меѓутоа и јас сега да застанам. Ја можеби би имал трема. Ја чекав на мајката, од гледав некако, а? Ја мислам дека мајка му е проблемот, не сме ние, ама тоа. Да. Ајде, 4 за почеток е? Да. Добар. Идеме следно. Ајде. Презентација. За презентација. Јас сум малку гледам од него. Презентација ти давам 3. Оти можеше да биде поубаво презентирано, имаше малку повеќе време поминато и заради тој повеќе време поминато можеше поубаво да го завршиш. За мене четворка, повторно заради обидот и повторно бидејќи работеше со непозната состојка. Да. Може би повеќе непознати состојки. Затоа му давам четворка, бидејќи се снајде феноменално. А изгледаше убаво. Таман, браво. И за крај? Сега за подготовката, имагинација, идејата што ја имаше за целото тањир, малку кажа ти се изгуби све тоа. Можам да кажам, ајде, на вистина состојките не ги знаеше. Арно, негде, оти бевме тука да ти помагаме. На вистина кускусот, пак ќе кажам, е нешто малку посебно. Не се тестанини, не се компири, не се тоа. Кускус е кускус. Кускус е типично за ориенталниот дел. Во Турција се употреба, во Либан, во тој дел Тунис, Алгир, Мароко, таму многу се употребува кускус и се готви на многу различни начини. Денеска се надевам ти научи нешто ново? Каде ќе ти биде тоа малку плюс за понатаму? Па еден искуство, секој искуство, мислам ти е добро дојден. Пак ќе кажам, секоја чест за твојата храброст, да дојдиш, да се покажеш, оти може да биде реклама, како може да биде антиреклама. Го знаеше? И Ја мислам добра реклама. да, добра реклама, да. Па се гледам, му се допаѓа јадењето, а? Цацко, ке ти го остам после ке си го завршиш. Кажи. Значи вака, од мене има четворка. И мене за исто. креативноста. Затоа што пред се храброста е голема, пред се има 16 години, тоа ја не го заборавам и го поддржувам бидејќи Точно. на тие години јас на пример ова немаше никогаш да го направам. Се снајде феноменално, ги слушаше советите, тоа е исто многу битно. Да.
и мислам дека пред него следи исто така голема кариера, ако остане ова да го прави, се надевам дека ќе остане да го прави и ти препорачувам да останеш да го правиш затоа што Те бива. те бива. Едноставно те бива. Да, браво. Супер, може да се вратиш кај нас? Ја мислам ти све што требавме да кажеме, го кажавме. Доаѓа моментот за неколку поклони. Оти така е редот во емисијата. Имаш од нашите пријатели од Кристал, имаш овде зејтин, локум, имаш дафинка, тан, алва, повели, за да направиш неколку рецепти. Имаш исто од нашите пријатели од президент, ја употреби кремот, путерот и све. Навистина, намирниците од президент за мене секогаш се не може да се каже најдобрите, ама за мене се тоа што треба да се употребува во секоја кујна, оти навистина дават посебен шмек. Ете тоа е француската кујна, тоа е интернационалната кујна и мислам ти со тоа ќе може да направиш феноменални јадења. А ние, Цацко, фала ти, не, остани тука, не бегај, не бегај. Па додека си таму, земи ја книгата. О, има. Фала многу. Па мислам ти, Цацко, имаме нешто за да... Ке дегустираме, тама може да седеме со другиот тањери. Па да, ова не знам, не можеме да покажеме што е. Знам што е. Нешто што беше јако, што го ми беше, епа да. Фала многу. Тато, гледам ти, мислеше на мене, супер. Да, тоа е нешто така, нешто јако така, ама убава, бела. Аперитив. Да. Може аперитив и цело јадење и дижестив. Ете така. Мојата прва книга, што направивме, нашата величенство македонска пиперка. Пиперка во Македонија се знае. Не се готви ни едно јадење нема пиперка. Мора да се готви со пиперка. А овде е мојата пиперка, што направив 21 рецепти. Ја прочитав. Ја прочитам. Ќе видиш ти, убава книга, можете да најдете во книжарницата или да се купи таму и текот на емисиите ќе подарам. Има една така што е дадена, уште една ќе биде за наредните емисии ќе биде подарена. А вие, ако сакате да се пријавите во емисијата, добро дојдени сте, како Антонио, имајте храброст, дојдете во емисијата. Ке успеете, нема да успеете. Вашиот, како да кажам, избор зависи од вас, ама правете го првиот чекор, дојдете овде и покажете се што сте способни. А мислам, Јас само би ги окуражил младите да се бават што повеќе со оваа професија, да учествуваат, да се пријавуваат на вакви емисии, бидејќи со тоа и расте таа една цела угостителска, односно кулинарска сцена. Точно. И ќе има повеќе прилики по животот, посебно Антонио, бидејќи има храброст ова да го направи. Да. И ќе одам дека понатаму. А ние со Цатко се гледаме наредната недела. Фала ти, Антонио. Пријатно до сите.